во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Објективот на младите за мир и помирување. Меѓународна конференција во Охрид. Одобрени 20 барања за поставување фотоволтаици во Охрид. Сите се за компании, само едно за индивидуална куќа. Во пораст дијабетесот во Охрид, потребна едукација од најрана возраст. Колку пари на медиумите исплатила локалната власт во третото тромесечие од годинава? Лавров пристигна на Бали, но дали е хоспитализиран или не? Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес свежо утро, во текот на денот времето претежно сончево со локална облачност и топло со измерени 16 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон вторник, по котлините и долините појава на магла, во останатите делови појава на локална облачност. Утре над најголем дел од северозападна, западна и југозападна Европа, потоа како и на поголем дел од Апенинскиот и Пиринејскиот полуостров, времето нестабилно со врнежи од дожд, проследени со засилен ветер. На крајниот североисток нестабилно со врнежи од дожд и снега, во останатите делови од Европа стабилно со локална облачност. На Балканскиот полуостров во вторник времето претежно сончево со локална облачност и топло. Во северните делови зголемена облачност, во Албанија и на запад од Грција врнежи од дожд. Максималните дневни температури од 11 до 19 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник во утринските часови појавена магла и ниска облачност која што по одделени котлини ќе се задржи и во предпладневните часови. Во останатите делови претежно сончево со локална облачност. Попладне зголемување на облачноста ќе дува до умерен слаб западен југозападен ветер во југоисточните делови, југоисточен ветер. Минималните од -2 до 8, максималните дневни температури во Македонија утре од 12 до 18 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник времето умерено облачно со повремени сончеви периоди и слаб југозападен ветер. Минималната 6, дневната 11 степени. Во среда умерено облачно време со сончеви периоди, доцна попладне и вечерта услови за локални врнежи од дожд. Минималната 7, дневната 14. Во четврток умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и максимални 14, а во петок умерено облачно време со сончеви периоди и дневна температура до 12 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. Бейкрол со 80 грама 33 денари. Рафлс кетчап или скара 70 грама 35 денари. Нескафе Голд 75 грама 109 денари. Бурса сладко од костени 360 грама 99 денари. Протеин пудинг 180 грама 59 денари. Airwick 299 денари. Head and Shoulders 7 во 1 270 мл 189 денари.
Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Со отворени погледи на младите и почитување на различностите, постои можност за компромис, стабилност и мир. Младите од регионот стојат позади ставот. Доволно време градевме мостови во регионот, сега е време за користење на тие мостови. Ајде да преминеме од другата страна на мостот. Ова се првичните впечатоци од меѓународната конференција Објективот на младите за мир и помирување, што деновиве се одржува во Охрид. Меѓународна конференција Објективот на младите за мир и помирување како клучен настан на проектот Резилиен мир, глас на младите во организација на Младинскиот сојуз Крушево. Само со почитување на различните размислувања и идентитети со отворени погледи, младите од регионот сметаат дека има можност за компромис. Заложбата на Младинскиот сојуз Крушево за градење социјално кохезивни општества насочени кон младите и градење резилиентност кон идни конфликти во регионот е поддржано од амбасадата на Соединетите Американски држави во Македонија. Новоименуваната амбасадорка Анџела Брајс Агелар на конференцијата со зборовите "Вие сте иднината" им се обрати на присутните млади и им посочи дека тие се клучот за градење на подобра иднина во општествата и државите во регионот. Because you see what you want the future to be. Вие младите сте новите лидери што ќе ја креираат иднината што вие ја сакате за вашата заедница. За разлика од постарите генерации, вие гледате со надеж кон иднината, затоа што вие можете да контролирате кон просперитет и стабилност во регионот заради сите различности што ги има кај сите. Бидете храбри, самоуверени, имајте надеж и дајте го својот потенцијал за да го подобрите вашиот живот и животот на другите што живеат во вашите земји. Ниту младите не се изземени од тоа што се случува во блиските региони, кои моментално се изложени на ризик од конфликт, кажа Нина Јовановска од Младинскиот сојуз Крушево. Ние младите сме свесни за комплексноста на регионот и за односите кои што влечат години наназад, така што искрено се надеваме дека и нашите доносители на одлуки, меѓутоа и сите останати луѓе во регионот ќе сватат дека потребно е веќе да се говори за мир и за стабилност, а не за нови конфликти и нови предизвици. Последните случувања на релација Србија-Косово, проследени со пропагандно-политичкото влијание, создава поприлично тензична слика што се одразува на младите од сите заедници, а посебно на српската и албанската. Обзиром да постои популација заправо на Косово поприлично. Со оглед што популацијата на Косово е прилично млада, веруваме дека иднината на Косово е во младите. И сега на нас е тоа што со години го зборуваме да го направиме на дело, ние да се завземеме за нашите интереси и за подобрување на нашата иднина. Рефлексијата на војната во Украина раѓа нестабилност и несигурност за младите од северните делови на Србија, кои практично остануваат на улица заради екстремното поскапување на кириите од напливот на бегалци од Русија и Украина. Оно што се одражава младима највише јесте, да кажеме, тој неки проблем. Она што се одразува на младите, најмногу е проблемот со сместувањето. Кога ќе погледнеме кои се проблемите на младите, се јавува проблемот со просторот. Например, во Нови Сад сега имаме проблем заради случувањата во Украина. Младите кои немаат своји станови, станарите ги бркаат, затоа што ги подигнуваат цените на кириите заради луѓето кои доаѓаат од Украина и од Русија. Конференцијата е продолжение на претходните акции на проектот Резилиен мир, глас на младите. На неја учествуваа 60 младинци од Македонија, Србија, Косово и Босна и Херцеговина.
Во пораст е дијабетесот во Охридскиот регион. Се почесто на удар се и децата, зашто се јавува потреба од едукација за дијабетес, како би се превенирала оваа состојба. Денес, 14 ноември, кога се одбележува Светскиот ден на борба против дијабетесот, поразителни се истражувањата кои покажуваат дека секој четврти човек во светот со дијабетес не ја добива потребната помош. Статистичките податоци од Охридскиот центар за јавно здравје покажуваат дека во периодот 2019-2021 година има стапка на зголемување на дијабетесот во Охрид во споредба со просечната стапка во Македонија, напоменува доктор Даниела Чинговска, специјалист по социјална медицина и јавно здравје при Центарот за јавно здравје Охрид. Односно, од 2019 година, ако ова заболување во Македонија се појавило со стапка од 4336,7 заболувања пресметано на 100.000 жители, во 2020 година оваа стапка расте на 6443, а во 2021 имаме некој незначителен скок на, раст на 6533,9. Додека во нашата општина, значи во Охрид, стапката од 4932 во 2019 година значително расте во 2020 година на 9000 и во 2021 9056. Пандемијата со COVID-19 предизвика засилена појава на ризик факторите кои се причина за појава на дијабетес мелитус, вели доктор Чинговска. Главни ризик фактори за појава на оваа заболување, како и на повеќето хронични незаразни заболувања, се прво физичката неактивност, значи како главен ризик фактор, понатаму здравиот начин на исхрана, гојазноста или дебелината, значи тие се како три најважни ризик фактори за развивање на ова заболување и стресот, неминовно. Значи целиот тој начин на живот што ни го донесе пандемијата секако дека придонел за зголемување на ова хронично незаразно заболување. Според податоците од Охридското здружение на дијабетичари има околу 6000 дијабетичари во Охрид, бројка која секојдневно се менува и расте, информира Гордана Волкановска, председател на здружението. Загрижува се почестата појава на дијагностициран дијабетес кај децата и младите. Во Охридското здружение со дијабет се десетина деца на возраст до 12 години, а во земјава нивниот број е во пораст. Таа состојба наметнува потреба од школа за дијабетес со која ќе се превенира оваа состојба преку едукација на децата, семејствата, но и на наставниот кадар во училиштата, напоменуваат од здружението. И на светско ниво резултатите се поразителни. Истражувањата покажуваат дека секој четврти човек во светот со дијабетес не ја добива потребната помош. Во нашата земја има лекови и инсулин со инцидентни прекини, но и понатака се штеди на бесплатните ленти за мерење шекер, напоменуваат дијабетичарите. Здруженијата од 2017 година молат и се борат државата да им одобри набавка на сензори преку фондот, кои што ќе им се од голема помош на дијабетичарите, посебно на децата. Сензорите ЦГМ се најнапредната методологија за контрола и управување со дијабетот со 24-часовно автоматско следење на гликозата. Набавката преку фондот е преку потребна, бидејќи за многу семејства набавката на сензори приватно е недостапна. Најефтините сензори чинат 70 евра за половина месец. Во здравствените системи на сите околни земји, дијабетичарите ги добиваат овие сензори бесплатно. Светскиот ден на дијабетесот, 14 ноември, Охридското здружение на дијабетичари го одбележа со пешачење и мерење шекер на нивните членови. ТВМ продолжува со анализата за трансферот на пари од локалната самоуправа и јавните предпријатија кон медиумите. Овој пат пресметковниот период е за третото тромесечие од годинава. На почетокот на годинава, информативната редакција на ТВМ направи анализа за колкави трансфери и кон кои медиуми има исплатено претходната локална власт за период од 4 години. Иста таква анализа направивме и за првото тромесечие од годинава за исплата и побарување на пари од медиуми, овој пат на новата локална власт. Денеска ги сумираме податоците за третото тромесечие од годинава, добиени од локалната самоуправа од Охрид и јавните предпријатија.
Податоците редакцијата ги обезбеди според Законот за пристап до информации од јавен карактер. Од анализата на добиените податоци може да се согледа дека во третиот квартал од годинава вкупно кон медиумите исплатени се близу 1.700.000 денари, односно безмалку 28.000 евра. Ова е најголем трансфер по тромесечие, имајќи во предвид дека во првото тромесечие се исплатени близу 22.000 евра, а во второто 20.000 евра. Општината и јавните предпријатија информациите од нивното работење кои се од интерес на јавноста ги пласирале до граѓаните преку 14 медиуми. Од сите правни субјекти, собственици на медиуми, според сумите кои ги добиле во ова тромесечие, одскокнуваат повторно истите медиуми, и тоа со повисоко исплатени суми, а согласно новите договори. Ohridsky.com, SOS Balkan Media, SOS Balkanica, Balkan Media Sky Doel со 460.200 денари, близу 7.480 евра. Ohrid1.com, Megastar Продукција, Doel, LT3 Do со 494.000 денари, 8.033 евра. Ohridnews.com, Nimo Do со 212.400 денари или 3.454 евра. Ohridvest.com, B7 Продукција со 162.000 денари или 2.634 евра. Останатите 327.000 денари или 5.318 евра се поделени на 10 медиуми, од кои нашиот медиум добил 59.000 денари или 959 евра. Според тоа, каде завршиле најголемиот дел од средствата од општинскиот буџет наменети за информирање на јавноста преку медиуми, може да се заклучи дека и новата локална власт ги преферирала истите медиуми како и претходната. Доколку се земе предвид вкупниот износ на средства кои минатата гарнитура на власт во Охрид ги исплатила кон медиуми за 4 години и се поделат за да се добие сума за еден квартал, споредбата во трошењето на оваа и претходната власт ќе покаже дека актуелната локална власт во 3 годишни квартали потрошила повеќе пари. Од досега доставените извештаи увидовме дека кон некои медиуми исплаќани се финансиски средства пред време, пред истекување на периодот за кој е склучен договорот, односно пред да се изврши услугата. Од друга страна пак, кон некои медиуми, иако извршена услугата, исплатата доцни и до 8 месеци. Првите два медиуми, наведени во оваа анализа, кои имаат склучено договори со највисоки суми, исплатени се во целост. ТВМ ќе продолжи со објавување на трансферите од локалната и јавните предпријатија кон медиумите, овој пат надополнети со податоци и за тоа какви и колкави медиумски услуги се извршени за исплатените суми. 19-та седница на Советот на општина Охрид. Советниците утре ќе расправаат по 58 точки од дневниот ред, меѓу кои и предлог одлука за изменување и дополнување на буџетот на општина Охрид за 2022 година. ТВМ како и досега ќе врши директен пренос од седницата. 19-та седница на Советот на општина Охрид ќе се одржи утре 15 ноември со почеток од 10 часот. На дневен ред се 58 точки, меѓу кои и предлог одлука за изменување и дополнување на буџетот на општина Охрид за 2022 година, како и за донесување на буџетскиот календар. Охридските советници ќе расправаат и по повеќе предлог програми за 2022 година, меѓу кои за измени и дополнување на програмите за поддршка на локалниот економски развој, за поттикнување на развојот на туризмот, за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид, за заштита на животната средина и природа, за спорт и рекреација, млади и невладини организации, за активности од областа на културата, здравствената и социјалната заштита, за изградба на сообраќајна сигнализација, уредување на градежно земјиште, јавно осветлување, одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај за 2022 година. Предлог програми за измени и дополнување на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2022-2024 година. Потоа следуваат и извештаите од работата на градските јавни предпријатија во периодот од 1.7. до 30.9.2022 година. Меѓу точките на утрешната седница се и оние кои се однесуваат на урбанистичко-плански документации.
Од 2019 година до денес одобрени се 20 барања за поставување на фотоволтаици во Охридскиот регион. 10 се во фаза на одобрување. Најголем интерес има од страна на хотелските и индустриските капацитети, но проблем е што дел од хотелите не добиваат дозвола, бидејќи поради препораката на УНЕСКО не сме да се поставува фотоволтаични системи на 50 метри од брегот на езерото. Одобрени 20 барања за поставување фотоволтаици во Охрид, а нови 10 се во фаза на одобрување. Енергетската криза и поедноставените процедури го зголемија интересот за обновливи извори на енергија. Најголем интерес има од страна на хотелските и индустриските капацитети. Проблем е што дел од хотелите не добиваат одобрение за фотоволтаични системи, бидејќи се наоѓаат во заштитеното подрачје, а УНЕСКО не дозволува нивно поставување во 50 метри до езерото. И интересот секако дека е голем и кај домаќинствата, кај приватните потрошувачи, меѓутоа и кај индустриските капацитети, хотелиерите и слично, поголемите. До овој момент од 2019 година до 10 месец 2020 поставени се и одобрени се 20 барања за поставување на фотоволтаиците. Голем дел, односно најголемиот дел се поставени на индустриски капацитети. Интерес има и кај домаќинствата, но досега одобрено е само едно барање за поставување соларни панели на индивидуална куќа. Дополнителен проблем имаат жителите на стариот град, бидејќи им е забрането поставување на соларни панели кои според УНЕСКО ја нарушуваат визурата и амбиенталниот лик на градот. Инвестицијата веројатно е скапа, меѓутоа економската криза ги примора граѓаните да прават анализи и од она што во пракса е веќе изведено и интересот бидејќи најголем кај индустриските капацитети, веројатно тие наоѓаат економска оправданост за поставување, додека кај домаќинствата ситуацијата е малку поинаква. Иако станува збор за скапа инвестиција, компаниите од Охридско наоѓаат економска исплатливост, велат од секторот за урбанизам. Со измените на законот има олеснување за малите потрошувачи до 6 киловати. Од утре стапува на сила законската обврска за задолжително поседување зимска опрема во возилата, без оглед на моменталната временска состојба, информираат од Автомотосојузот на Македонија. Обврската, согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, пропишува дека моторните возила и мобилните машини, кога учествуваат во сообраќајот на пат, во периодот од 15 ноември до 15 март, задолжително треба да поседуваат пропишана зимска опрема. Мандатен платен налог со глоба во износ од 45 евра во денарска противвредност во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бодови на возачот кој постапува спротивно на одредбата од став 1, член 361 стои во законот. Од вечерва на полноќ дизелот поевтинува за 2,5, а бензините за половина динар. Малопродажната цена на евродизелот од полноќ се намалува за 2,5 денари, а на бензините Евро Супер БС 95 и БС 98 за 0,5 денари по литар. За 2 денари поевтинува екстра лесното масло за домаќинство, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на Евро Супер БС 95 ќе биде 93,5, а на БС 98 96 денари за литар. Евродизелот ќе се продава за 96 денари, а екстра лесното масло за домаќинство за 91 денар за литар. Малопродажната цена на мазутот се намалува за 0,806 денари за килограм и истата ќе изнесува 49,189 денари. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Турски медиуми објавија видео од полициската акција во која е уапсено лице осомничено дека стои зад бомбашкиот напад во Истанбул, во кој досега загинаа 6 лица, 81 беа повредени. Полицијата започна опсежна истрага за бомбашкиот напад по експлозијата во неделата и спроведе серија операции во текот на ноќта. Екипата за антитероризам го уапсила осомниченото лице за извршување на нападот. На видеото снимено од полициска камера, инспекторите ја претресуваат куќата и апсат луѓе, меѓу кои и една жена осомничена дека стои зад нападот. Камерата го снимила моментот кога полицајците ја уапсиле жената во виолетова качулка и ја приведуваат. Во акцијата од куќата на осомниченото лице за нападот биле запленети оружје, пари и куршуми.
Турскиот министер утринава потврди дека лицето кое ја оставило бомбата на шеталиштето е уапсено, но не прецизираше дали се работи за маж или жена. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров беше пренесен во болница после летувањето на Бали, каде треба да присуствува на самитот на Г20. Тројца индонезиски владини и медицински представници изјавиле дека рускиот дипломат е хоспитализиран, но одбиле да бидат идентификувани бидејќи не се овластени јавно да зборуваат за тоа прашање. Двајцата од нив рекле дека Лавров имал проблеми со срцето. Официјални представници на локалната руска амбасада досега не се достапни за контакт. Неколку стотици илјади граѓани вчера протестираа во центарот на Мадрид во поддршка на регионалниот јавно здравствен систем, за кој велат дека се наоѓа во опасност од конзервативната регионална власт. На протестот се приклучија многу познати уметници, политичари, синдикалци и здравствени работници. Снимки од воздух покажуваат дека булеварите кои водат до општинската зграда се преполни со демонстранти кои доаѓаат од сите правци. Синдикалните организации велат дека примарното здравство во Мадрид е под голем притисок последните неколку години поради недостатокот на ресурси и кадар како резултат на мерките за штедење воведени за време на финансиската криза во Шпанија пред една деценија. Представници на синдикатите велат дека здравството се влошило поради лошото менаџирање, а регионалната влада сака да го реструктурира системот дополнително со цел да овозможи повеќе јавно-приватни партнерства во здравствениот сектор. Протестот доаѓа и пред планираниот штрајк најавен за 21 ноември, на кој речиси 5000 матични доктори и педиатри ќе демонстрираат поради, како што велат, преголемиот обем на работа, големиот број закажувања и недостатокот на време да се посветат на нивните пациенти. Многу кинески градови, вклучувајќи го и главниот град Пекинг, денес соопштија за рекорден број заразени од коронавирус. На национално ниво пријавени се 16.072 нови случаи. Ова е најголем број заразени во Кина од 25 април. Рекорден број случаи е евидентирани во Пекинг, Чонгкинг, Гуанgjу и Женgjу, иако во главниот град на Кина новите случаи се неколку стотици, а во другите градови се бројат во илјадници. Процентот на заразени луѓе е екстремно мал во споредба со другите земји, но кинеските власти се држат до нивната строга политика на нулта ковид. Тоа е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Довидување.